Од денеска почнуваме со најави на најинтересните викенд надпревари во сите фудбалски лиги. Не само во овие топ 5 што се, туку секаде каде што има интересен надпревар, секаде ќе следиме и ќе го најавуваме. Добро, викендов и нема баш некој интересен надпревар, но најдовме нешто интересно. Јас сум Јовица Симоновски, TJ, а вие го следите шоуто Overtime на YouTube каналот BMG Sports. Во меѓувреме спремаме нешто интересно, ќе излеземе на терен, ќе правиме челенџи и ќе правиме наградни игри. Но за тоа ќе бидете известени на време. Затоа следете ги шортс видеата, секако одете и на subscribe за да не заследите и притиснете клик на звончето за да добивате известувања за сите новитети. Викендов во најинтересната фудбалска лига, Премиер лигата, сега најинтересна за мене, за вас не знам, нема фудбал, се игра надпревари од факупот. Во посилниве лиги, другиве фудбалски лиги, значи нема дерби надпревари, но избрав нешто што мислам дека е најинтересно за следење. Два надпревари од Бундеслигата, Айнтрахт Франкфурт, Баер Михен и Баер Леверкузен, Борусија Дортмунд. Еден меч од Франција, Олимпик Марсеј, Монако, и еден надпревар од Серија А, од Италија, Наполи Рома. Овој последниот мислам ќе биде најинтересен. Да почнеме со германците. Во сабота 18 часот и 30 минути Баер Михен Айнтрахт Франкфурт, еден од најинтересните надпревари во Бундеслигата овој викенд. Не е некој дерби, ама кога нема нешто поинтересно и овој интересен надпревар. Светското првенство зимова не делуваше позитивно на Баер Михен. Баер Михен беше втората екипа со највеќе фудбалери на светскиот шампионат во Катар. И сега Наглсман мака мачи со свежината на фудбалерите. На двата надпревари после паузата Баер Михен нема победа. Две ремија со Лајпциг и со Келн по 1-1. Па со Чупо-Мотинг во напад, тоа е. И ајде со Лајпциг како беше дерби, она реми со Келн беше разочарување. А пазете, имаа последна топка од 83%. Имаа 22 шутеви кон противнишкиот гол, а Келн имаше само 2. Ама џабе, освоја само бот. Добро, Мане е повреден, Мазрауи и Хернандес во одбраната исто така, ама ова не сме да биде алиби за Наглсман. Айнтрахт тепаше со 3-0 против Шалке и одигра 1-1 со Фрајбург во двата меча по зимската пауза. Сега на четвртото место со 5 бода помалку од Баер Михен. А видете табелата, вторна табела во Бундеслига е Унион Берлин. Пред сезона мислев дека ќе се бора за опстанок, а овие у Лига шампиони може да додат. Сега е време Баер Михен да се врати на победите и мислам ќе тепа на овој надпревар. Но очекувам и голови, мислам дека ќе биде, не знам, 3-1. Мада со Чупо-Мотинг во напада се дадат 3 гола, не е лесно. Остануваме во Бундеслигата, но одиме во недела во терминот од 17 часот и 30 минути. Уште едно дерби можеби поинтересно од првиот надпревар, Баер Леверкузен Борусија Дортмунд. Според табелата овој не е некој дерби надпревар, но играат две звучни имиња во германскиот фудбал кои што се наоѓаат во топ форма. Леверкузен стартуваше очајно сезонава, значи, но во последно време гази во буквална смисла на зборот. 5 победи поред со неверојатна гол разлика од 14 дадени и само 3 примени гола. Да игра од почетокот вака ќе беа први на табела, лидери. Дортмунд е на 5-то место на табелата, но на табелата ситуацијата е крајно неизвестна. Седмиот Волсбург има 7 бода помалку од лидерот Баер Михен. Па сега видете вие. Искрено не очекувам дека ќе има некоја неизвестност за титулата. Мислам Баер Михен ќе освои, ама за пласма во Лига на шампионите има страшно голема борба. Да се вратам на надпреварот. Дортмунд има 2 победи поред по зимската пауза, но многу тешки победи против Аусбург 4-3 и против Мајнц 2-1. Играат добро, ама примаат многу лесни голови, многу. Сега со Леверкузен тешко дека ќе зачуваат мрежата. Мора да го спомнеме херојот од Дортмунд Халер. Халер по тешката борба со ракот се врати на теренот и имаше асистенција во 93-та минута за победа над Аусбург. Секоја чест. Голови ќе има, гол, 3+, 2+, што и да одиграте, мислам дека ќе помине. Ама може и да нема победник, значи 2-2, евентуално 2-3 за Дортмунд. Да се вратиме во сабота кај што се игра дербито Олимпик Марсеј Монако во вечерниот термин од 21 часот. Значи добро, сега можете кажете Франција, кој гледа француски фудбал едно друго, ама ова ќе биде топ надпревар, ви гарантирам. Ова е директна питка за пласма во Лига на шампиони следна сезона. Значи од Франција во Лига на шампиони одат 3 екипи. Значи битката на овие две екипи да се заврши во топ 3. Марсеј во моментов е на третото место на табелата со 4 бода помалку од лидерот Пари Сен-Жермен. Но за титула мислам дека немаат шанси, им останува битката за втората позиција, кај што во моментов е Ленс. Но тука е Монако на четвртото место со 5 бода помалку од Олимпик Марсеј. Ако тепа Марсеј на овој надпревар, пола работа им е завршена.
8 бода во Франција тешко се стигаат. Нема шанси. Но затоа очекувам Монако да одигра многу јако, особено откако во минатото коло славеше со 7-1 против Ајачија. Газење во секоја смисла. И еве шанса да го искористат моментумот против Марсеј, кој е во серија од 6 победи поред. Ќе биде интересно, ја би одиграл гол-гол. Мислам дека ќе биде 1-1. И најинтересниот надпревар го чуваме за крајот, како викаат она, јагодата на шлагот од тортата, нели, на крај. Недела 20 часот и 45 минути, Наполи Рома. Никако не смеете да го пропуштите овој надпревар. Не смеете. Значи, работа околу титулата во серија А е завршена приказна. Готово. Наполи згази сезонава, па дури може и да се опушти сега. Јуве го казнија со 15 бода и тоа е само уште една опасност помалку за Наполи. Зато интересно ќе биде во битката за пласма во Лига на шампиони. Милан 38 бода, Лацио, Интер и Рома по 37. И Аталанта е тука некаде, ќе биде жешко е. Наполи е фаворит на овој надпревар, но Наполи ќе биде фаворит на сите надпревари до крајот на сезоната. Рома е конечно во топ форма, но се чини дека Мориньо некако издиша во последно време. Нема со што да изненади, на сила некако ги добива надпреварија Рома. Не знам како, ама еве тепа. Повеќе очекувам изненадување од Спалети на овој надпревар него од Мориньо. Сега малку за Елмас. Елмас игра повеќе во последно време, но сега се враќа Кварацхелија. И можда Елмас да стартува на клупата. Но секако ќе игра на овој меч. Во топ форма и очекувам уште еден топ надпревар од него. Наполи тепе и на овој надпревар. Мислам ќе биде 2-1, 2-0, така нешто. Има и други надпревари кои привлекуваат внимание овој викенд, но ова е најинтересното, дефинитивно. Следете ги шортс видеата и се гледаме за брзо време со ново видео. А овие петочни најави секако ќе бидат редовни. Убав викенд!